Најново издание на регионалните вести. Дождови, грмежи и засилен ветер. Есента доаѓа на голема врата. Врнежите ќе продолжат во текот на денешниот ден, ноќта и утре, а стабилизација на времето се очекува веќе од сабота. Од понеделник метеоролозите најавуваат постудено време. Есенското време веќе започна, високите температури нема да се вратат. Вчера вечер и денес Македонија ја зафатија врнежи од дожд со променлив интензитет, грмежи и засилен ветер. Според дежурниот синоптичар при управата за хидрометеоролошки работи, дождот ќе продолжи до крајот на денот и во текот на ноќта, кога ќе се интензивира и ќе се прошири насекаде. Наместа врнежите ќе бидат обилни, проследени со грмежи и засилен ветер, локално во форма на невреме, при што се очекува да наврнат над 30 литри на метар квадратен, особено во западните, јужните и северозападните делови. Во Републиката е свежо, со температура најмногу до 21 степен водени капја. Инаку денеска ќе се задржи претежно облачно време со повремени врнежи од дожд. Побилни ќе бидат врнежите во северните и северозападните делови од земјата. На југот и југоистокот од земјата попладне ќе има услови за појава на ретки грмежи, а на истокот, особено на југоистокот, и повремено засилен ветер, претежно од југоисточен правец. Во Скопје температурата до 19 степени, исто така повремено со врнежи од дожд, а исто така и во Полошкиот регион. До изутрина за изминатите 24 часа врнежите во Тетово биле 27 литри на метар квадратен. Овие врнежи ќе се задржат, како што реков, и преку ноќта, ќе бидат со послаб интензитет. Чадорите и утре да ви бидат при рака, зашто и во текот на последниот ден од оваа работна недела ќе имаме дожд, порачуваат метеоролозите. Во Тетово се очекуваат максимални температури до 23 степени. Стабилизирање на времето според нив ќе имаме веќе од сабота. Врнежи со слаб интензитет ќе има и во текот на утрешниот ден. Во Републиката ќе биде променливо облачно со повремен дожд, позастапен во јужните и источните делови од земјата. Ќе дува и слаб променлив ветер. Максималната температура утре во Републиката од 18 до 26 степени, а во Тетово температурата до 23 степени. Во текот на следните денови, веќе од сабота, следува период на сончево време со мала до умерена локална облачност и постепен пораст на дневните температури на воздухот. Утринските температури малку ќе се спуштат, веќе во недела и понеделник ќе биде малку и посвежо, а потоа и тие благо ќе се покачуваат. Од Центарот за управување со кризи пак не изјавија дека до нив нема стигнато пријавена ситуација на територијата на цела држава во текот на вчерашниот ден и денеска, поврзана со врнежите од дожд. По студените ноќи и падот на минималните температури, се изгледа дека го најавуваат доаѓањето на есента. Во регионот на Гостивар во период од 24 часа наврнале 37 литри дожд на метар квадратен. Проблеми за сега нема, не е забележано ниту зголемување на водостојот. Регионот на Гостивар од вчера го зафатија интензивни врнежи од дожд и поладно време. Температурите се намалени за 15 на степени во однос на претходните денови. Според мерењата на станицата во Пожаране, на подрачјето наврнале 37 литри на метар квадратен за период од 24 часа. Сепак, освен што ги натера граѓаните да носат чадори, дождливото време за сега не донесе некои поголеми проблеми. Во Гостиварското одделение на Дирекцијата за заштита и спасување велат дека состојбата е стабилна. До сега кај нас нема пријави од граѓани за несакани последици. Не е забележано ниту зголемување на водостојот во речните корита, информираат од дирекцијата. Метеоролозите прогнозираат студено и врнежливо време во текот на целиот денешен ден и преку ноќта, кога се очекуваат пообилни врнежи проследени со грмежи. Тмурното време може да предизвика одредени потешкоти за граѓаните. Во биометеоролошката прогноза на Управата за хидрометеоролошки работи стои дека можна е појава на главоболка, болки во колената, грбот и во вратот. Во вечерните часови пак кај поголем број луѓе може да се јави општа слабост и деконцентрација. Добрите вести се дека викендов следува стабилизирање на времето и затоплување.
Движењето за реформи на ДП на денешната пресконференција соопштија дека тешката состојба на албанците во Македонија се докажала преку аферата Телеком со објавените докази од судот во Њу Јорк за првите луѓе на ДУИ. Од движењето бараат ваквите скандали во Македонија да ги решаваат странски специјални судови. Објавените докази во судот од Њу Јорк за аферата Маđар Телеком, која ги вклучува господинот Али Ахмети и Муса Џафери, едниот председател на ДУИ, дека другиот негов близок човек, висок функционер на ДУИ и заменик премиер за имплементација на Охридскиот договор, тогаш и сега докажува за тешката состојба на албанците во Република Македонија. Како што се гледа, 2,5 милиони евра е цената за предавството на идеалот на ОНА и исто толку цената за неимплементирање на рамковниот Охридски договор. Сега кога во Македонија се одвиваат преговори во врска со специјалниот обвинител, опоменуваме и порачуваме дека специјалниот обвинител ќе биде немоќен за искоренување на ова олигархија, кој има длабоки корени и во домашното судство. Бараме во Македонија да доаѓаат специјални европски судови како средство од таквите елементи еднаш за секогаш да бидат искоренети од македонското јавна работа, тако звана политика. Ние не очекуваме системот кој бил и се уште е страна за купување на слободата на албанците, да ги казнува неговите клиенти од типот на Муса Џафери и неговиот шеф Али Ахмети, туку очекуваме од албанците во Македонија да ги казнат, свртувајќи им го грбот на оние кои продадоа нашата крв за 5 милиони евра и колку да тие биле. 5 лица се повредени во 3 сообраќајни незгоди кои се случиле во изминатото деноноќие во Тетово и Тетовско. Во незгодите е причината и значителна материјална штета. Повредени лица и причината материјална штета е епилогот од 3 сообраќајни незгоди кои се случија во Тетовско, информираат од СВР Тетово. Имено вчера попладне околу 16 часот на локалниот пат во Боговиње, во непосредна близина на добиточниот пазар, патничко возило Пасат со тетовски регистарски таблици, што го управувал 53 годишен тетовец, загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во бетонски електричен столб. Од излетувањето и удирањето во столбот, телесни повреди добиле 4 сопатници, 2 машки и 2 женски лица на возраст од 54, 28, 22 и 48 години. 4 повредени со друго возило пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршени увити се утврдуваат сите поединости поврзани со несреќата. Првично причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, додека вкупната материјална штета се проценува на 40.000 денари. Жена е повредена во втората сообраќајна незгода, како што информираат од СВР Тетово, непознато возило управувано од непознат возач вчера попладне околу 19 часот налетало и ја удрило 47 годишната тетовка пешак на улицата Борис Кидрич во Тетово, а потоа го напуштило местото, оддалечувајќи се со голема брзина. Од удирањето таа добила телесни повреди и по укажаната помош задржана е во Тетовската клиничка болница за натамошна обсервација. Се преземаат активности за откривање и пронаоѓање на возилото и возачот, учесник во оваа сообраќајна несреќа. Третата сообраќајна незгода се случила на булеварот Видое Смилевски бато во Тетово. Вчера околу пладне учествувале патничко возило Поло со скопски регистарски таблици, управувано од 37 годишен гостиварец и запрега со коњ, на која се наоѓал 25 годишен тетовец. Нема повредени во несреќата, а материјалната штета изнесува 30.000 денари. По извршениот увид се утврдуваат причините и се друго поврзано со несреќата. Во сообраќајните контроли на полицијата во текот на вчерашниот ден откриени се 10 прекршоци на возачите во Тетово и 14 во Гостивар. Контролните активности на секторот за внатрешни работи Тетово за поголем ред и безбедност во сообраќајот со зголемен интензитет континуирано продолжуваат и неделава. Во вчерашната акција во Тетово, реализирана во 2 фази пред и попладне, откриени се 10 прекршоци, 7 погрешно паркирање, 2 техничка неисправност и 1 непочитување наредба на полициски службеник. На прекршителите изготвени им се 5 платни налози и исто толку покани за наплата на глоба, со напомена дека
дека глобата за непрописно, односно погрешно паркирање се движи од 35 до 250 евра. Највисока глоба 250 евра предвидена е за оние кои погрешно паркираат во зона на крстосница или на пешачки премин. Извесен број од погрешно паркираните возила биле подигнати и пренесени со пајак возилото, додека на другите веднаш им се изречени законски предвидените санкции. И бидејќи поединци во Тетово и натаму не водат сметка каде ги оставаат своите возила и со тоа го попречуваат нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите целосно да ги почитуваат постоечките знаци, правила и прописи кои се однесуваат на паркирањето и посебно во централните подрачја на Тетово и Гостивар кои се и сообраќајно најфреквентни. Во спротивно, секој прекршител ќе се соочи со поднесоци и глоби до толку повеќе што погрешно паркираните најдиректно, односно најнепосредно ја загрозуваат безбедноста пред се на пешаците кои се принудени да се движат по улица меѓу тоа и на другите возачи. Во вчерашната гостиварска акција пак контролирани се 20 возила, при тоа откриени биле 14 различни видови прекршоци, од кои половината, односно 7, се непочитување на сообраќајни знаци, за што е предвидена глоба од 25 евра во динарска противредност или впишување на 15 негативни поени. Покрај тоа констатирани се и други прекршоци, 2 истечена регистрација, 1 управување без возачка дозвола, 1 техничка неисправност и 1 зборување на мобилен телефон и така натаму. Дневен притвор за дадилката одредил основниот суд Скопје 1 откако на Фејсбук беше објавено видео на кое се гледа како таа малтретира 9-месечно бебе. Случајот беше обелоденет вчера попладне, кога обвинителството соопшти дека се води истражна постапка против скопјанка, која била ангажирана да чува бебе. Родителите на 9-месечното бебе ја ангажирале пред 5 месеци, но се посомневале дека жената го малтретира нивниот син кога забележале модринки по неговото тело. По соопштението на обвинителството, тетката на бебето на социјалната мрежа Facebook објави видео од скриена камера што ја поставил таткото на бебето, на кое се гледа како дадилката наместо да го чува го малтретира бебето. Железничката станица во Скопје е празна, нема возови и патници. Бојкотот на машиновозачите кои уште вчера предпладне ги паркираа локомотивите продолжува. Никој не може да патува, од денеска запира и товарниот превоз. Освен до раководството, тие барањата ги упатија и до премиерот Никола Груевски, кого го сметаат одговорен за ова државно предпријатие. Според директорот на Македонски железници транспорт Никола Костов, неговите вработени го прекршиле законот. Уверува дека јулската плата е префрлена денеска, а го повика машинскиот персонал да се врати на пругите. Првичните ефекти од штрајкот го осетија патниците кои имаа резервиран билет. Иако стигнале до Скопје, никој не ги известил дека не можат да се вратат назад. Ниту една жалба не им беше уважена, а наместо целата сума за вратените билети добиваа помалку пари. Околу 200 бегалци синоќа останале на железничката станица во германскиот град Фленсбург, откако Данска го прекинала железничкиот сообраќај за да го сопре приливот на мигрантите. Оваа мерка е во сила се додека не се реши како понатаму. Донесена е поради големиот притисок на Данска која е на граница до Шведска и Финска, каде што се упатуваат бегалците по напуштањето на Германија. Речиси 4000 бегалци утрото од Унгарија влегле во Австрија. Синоќа околу полноќ голем број несреќни луѓе кои бегаат од војната во Сирија почнале масовно да влегуваат во Австрија и во Германија, откако овие земји ги отворија границите. Во Унгарија се регистрирани околу 22.000 мигранти кои сакаат да стигнат до побогатите западноевропски земји. Милитантите на Исламската држава соопштија дека во заложништво држат еден норвешки и еден кинески државјанин и за нивно ослободување бараат откупнина. Норвешкиот премиер Ерна Солберг потврди дека норвешки граѓанин бил заробен во Сирија во јануари годинава. Таа додаде дека киндаперите изнеле серија барања, меѓу кои исплаќање значајна сума пари за ослободување на заложниците. Нема да им попуштиме на терористите и криминалците, Норвешка не плаќа откуп, изјави Солберг.
Од Пекинг до сега нема официјална реакција. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ја изрази својата загриженост во врска со информациите за военото присуство на Русија во Сирија. Загрижен сум од пораките за враќањето на военото присуство на Русија во Сирија. Тоа нема да придонесе за решавање на конфликтот, изјави генералниот секретар на Алијансата. Државниот секретар на Соединетите Американски држави Џон Кери исто така го покрена прашањето во телефонскиот разговор со министерот за надворешни работи на Русија, Сергеј Лавров, кој ги отфрли сомневањата за испорака на руско оружје во Сирија и проширување на руското воено присуство. Во Сирија се наоѓаат руски воени специјалци кои ги обучуваат сиријците. Ова е официјална верзија на руското министерство за надворешни работи. Повеќе од 100.000 луѓе ги напуштија своите домови во североисточна Јапонија откако поројните дождови предизвикаа поплави и лизгање на земјиштето. Реката Кинугава рано денеска се излеа од своето корито. Подводневни обилни врнежи, а големи количини вода стигнаа во градот Јосо, северно од Токио. Телевизиските снимки покажуваат како хеликоптери спасуваат луѓе од покриви. Најмалку 7 луѓе се исчезнати, а 17 се повредени. Дождовите се случија веднаш по тропската бура Етау, која се прошири низ централна Јапонија. Денес имавме облачно време со врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 10 до 16, а дневните од 13 до 20 степени. Нестабилно време се очекува и утре, но врнежите ќе бидат локални и со многу мало количество. Во текот на денот можни се и повремени сончеви периоди. Утринските температури ќе се движат од 11 до 19, а максималните дневни ќе бидат во пораст и ќе се движат од 18 до 27 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Пријатна!